Северна Македонија и Обединетото кралство ја потпишаа трговската спогодба со која се уредуваат економските релации меѓу двете земји откако Лондон ќе го финализира излезот од Европската унија. Со документот чија изготовка траела 3 години се обезбедува континуитет на трговските односи меѓу Скопје и Лондон по завршувањето на преодниот период во кој ќе се формализира заминувањето на Британија од Унијата. Ова значи дека и нашите и британските компании, но и што е поважно и британските инвеститори во земјава продолжуваат непречено да ја вршат својата трговска дејност исто како и досега. Тоа е важно за нашата економија зашто во изминатите 10 години Обединетото кралство прерасна во еден од најважните трговски партнери на Северна Македонија. Денешниот договор значи потенцијал за овие бизниси да ја зголемат економската дејност. Обединетото кралство е еден од најзначајните економски партнери на земјава, а Северна Македонија е најголем трговски партнер на Британија на Западниот Балкан. Во првите 7 месеци од годинава трговската размена меѓу двете земји била 664 милиони долари, додека во 2019 изнесувала 1 милијарда 246 милиони долари. Преференцијалните трговски односи обезбедени со овој договор ќе има возможност на британските компании и на Северна Македонија да продолжат со трговската размена и тогаш кога Обединетото кралство веќе нема да биде дел од ЕУ договорите. И бизнисите и крајните корисници ќе имаат корист од постоечките трговски услови меѓу двете земји, како и трговијата без давачки, како и либерализацијата на одредени производи. Договорот ќе помогне да се заштити економската стабилност и просперитет на Северна Македонија. Наспроти денешното потпишување на спогодбата со Северна Македонија, Лондон и Брисел се уште преговараат за финализирање на договорот за Брекзит. Британија ја напушти Унијата во јануари годинава, но до 31 декември трае транзицискиот период во кој Лондон се уште е дел од постоечките трговски договори. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.